Почитувани граѓани, криминалните политики на ВМРО-ДПМН се на штета на работниците. После цели 10 години, кадрите на ВМРО-ДПМН, кои ги раководеа со фабриката за шински возила Колска, ги оставија работниците без работа, со месеци досна за исплата на платите, фирмата работи со загуби, нема инвестиции во опрема, нема развој. Во текот на вчерашниот ден, директорот, кадар на ВМРО-ДПМН, конечно се јави во јавноста, но бесцелно. Ништо не кажа, неизвестноста за работниците продолжува. Работниците се уште не знаат што се случува со заостанатите плати и кога ќе ги добијат. Истиот тој директор, кадар на ВМРО-ДПМН, не ја информира јавноста дека Колска должи на управата за јавни приходи цели 16.866.914 денари по основ на ДДВ и 694.084 денари по основ на данок на добивка, или вкупно 285.000 евра податоци кои во април месец ги објави управата за јавни приходи. Истиот тој директор не ни спомнува како планира да се исплати овој голем дug на фирмата со која раководи. Лошата состојба во која што се наоѓа ова единствена фирма во државата, овластена за работа со шински возила, е последица на неспособното управување на кадрите на ВМРО-ДПМН. По промените, новата влада на СДСМ сериозно ќе се посвети на решавање на промените во Колска. Завршува времето на тендер политики и бизнес интереси. Завршува времето на ВМРО-ДПМН. Доаѓа слободна и демократска Македонија, сигурна и стабилна иднина.